Za pokajanje na svete rade, kako
Воскрес
тело. Прими го сега благонаклонето нашето моление и със своята сила изгони го обественият вирус, който със своята поява предизвиква страх, а дори смърт към болните незаслужено страдалните. И ако заради множеството на нашите грехове ти си го допущувал изкушение, ти се молиме милостив да възстановиш от нас и от целият свет. Ако пък си го допущил да се разширила болест, да изпиташ нашата вера, успокоя възнамереността на заболените от незината епидемия. Ако пък това се разпространува поради злодейството на противникът на нашето спасение или под небрежност на недговорни луѓе како всемогъщ Бог прекрати незината сила, запази младината, защити ги, изцели ги от проклетиот вирус, болните, старите луѓе и сите ослободи ги от смутот во срцата, а наместо него подари ни здраве, спокој и сила по застапништвото на нашата владичица Троица и на сите свети. Амин. Защити си възкресение, живот и покой на сито спокойни чела Твои, Христе Боже наш, и на новопочинато по чела Твоя Фиданчо, Тебе слава Ти възнесуваме, со безпрочетниот Отец, да светлиот Бог и живот Твоя Дух сега
Тебе слава посилаємо Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во веки веков.
спомни Господ Бог по своето царство си секогаш и по вечни векови. Сиромасите, сираците, болните, вдовиците, заробениците, страдалците, пътниците, войската и полицията, прощевраната, повината и православната вера, поплавените, обожалените, воземите, състраданите, новозаболените и нашите лекари, да ги спомне Господ Бог по своето царство си секогаш и во вечни векови. Важно покоените патриарси, архиепископи, митрополити, епископи, свещеници, монаси, дякони, монахини, благочестни цари, царици, книтори, градители, свещени на светите храмови, сите што се упокоија бранекијата, повидата и православната вера, сите знајни и незнајни упокоени со надеж на воскресение и вечен живот, новоупокоениот протопресвитер Бранко, чедото Божјо Александар, чедото Божјо Фиданчо, и сите знајни и незнајни и вашите упокоени, да ги спомни Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во вечни векови. Сите вас, кои стоите тук и се молите во овој свет храм, вашите роднини, блиски, пријатели, вашите чеда и сите православни кои што живеат во овој град, во овоја епархија, во татковината наша и насекаде во светот, да ве спомне Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во вечни
и на неговото царство неке има крај, и во Светиот Дух Господ што дава живот, кој изтекува од Отца на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отца и Сина, и кој говорел преку пророците. Од на света соборна апостолска црква исповедаме потврдение за опростување на гревовите, го чека воскресението на мртвите, животот вечен пред Амин. Да застанеме добро благословиме, со здраво да внимаваме, Светиот Ти Звомир, да го принесеме, Милостивира, жертвопаления. Благодат Господа нашего Иисуса Христа, и люби Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами. Горейме им сердца, благодарим Господа. Владикаме се Господу, Божествен Святия, като се посознание види и видело, и кој седиш на престолот на славата и погледнуваш бездните, безпочетни невидли и недосежни одноки сред неизмери. Очи на нашиот Господ Исус Христос, великиот Бог и Спасител намеш наша, кој е образ на Твоята благост, равнообразен печат, кој восебито покажува Тебе Отец од живото слово на Синскиот Бог, предвечната преда и живото светлиње, сила вистинска, светлина преку Бога, свети Дух се јави, на вистината дарот на посинувањето, заповедното масло со значокот на вечните блага, извор на осветувањето преку Бога, сето слово изменимо создавање претник, по Тебе ти служи, кој се христијански славословени изнесува, зашто Тебе се ти служуваат да спалат ангелите, престолите, господството, началството, властта, на силите, любовите и херовиме, по Тебе стоят серафими со 6000 едини, уште едни со 6000, со две покриват лицата своји, со две носите, со две детајки, платени по друштвено, замолчливи уста и постоја славословија. Ангелите поредната песна ја пејат, воскликуваат, извикуваат и говорат. Боже, Ти со Твојот праведен суд го протеа да ради Твојот свет и го врати во земјата каде што беше изјавен, устројувајќи му спасение за повторно раѓање во самоот Твој Христос. Благи ги си го открил созданието Твое до крај, оно што си го создал, нито си заборил делата на Твоите раце, туку си не посетил на начин и заради добросрдечност на Твојата милост си не испратил пророци и си им дал сили чудотворни на Твоите свети, кои Ти го говореле во секој род. Си не зборувал преку устите на Твоите слуги, пророците, пренесувајќи ни во името спасение и ни даде закон за помош, си ни поставил ангели чувари, ако се исполнено, че не преговори преку самиот Твој Син, преку Бога вековите си ги создал, он е блесок на Твојата слава и печат на Твојата личност, се носи со зборот на силата своја и го сметаше за грабещо да биде равно на Тебе, Бога и Отец, од тук убивајќи по Бог првече, се јави на земјата и проживува со луѓето, како се воплати и се дева, се понижи себе си, земајќи образ на слуга и како тело стана еднакво во нашето смирење, за нас да не направи подобна своја славен образ, бидејќи преку човекот влезе гревот во светот, а преку гревот смртта. Затоа Ти благоволи Твојот единороден Син, кој го прегратки на Тебе, Бога и Отецот, да се роди на Света Богородица и секоја Дева Марија, да биде по законот да осуди гревот во својата плод, та и оние кои умираат во
Христос и како поживеа во овој свет и давајќи спасителни повелби и не отргнал од измамата идолска и не приведе во познание на Тебе Бога, Тебе вистинскиот Бог и Отец кој за себе не спечели нас како избран народ, како царство свршено со свет народ и од како научени со вода и не освети со Светиот Дух, се даде себе си во замена на смртта во која бевме држани, продадени во гревот и кога слезе со крстот вода за да се исполни со себе си и не ослободи од смртните страдания и воскресни во третиот ден, правејќи пат на секретот по воскресение од мртвите, бидејќи не беше можен да биде задржан во разпадливоста на началникот на животот, кој стана почеток на времите првороден од мртвите, за да биде стане се во себе вместувајќи и кога се вознесе на небесата седна односно на Твоето величие во висини, ќе дојде секој благодаде според делата негови. Нам пак не ги оставяме и дарби за спомен на своето спасително доброволно страдание, кој ги предложил вместо неговите заповеди, зашто сакајќи да излезе на доброволната славна и животворна смрт своја, во оној како која се предаде себе си доброволно за животот во светот, откако го зеде левот во своите свети пречисти раце, покаже Божие до Бога и Отецот, благодари благослови Свети прекаши, им даде на своите свети ученици апостолот како рече: примете јадете, ова е моето тело, кое се прекршува за вас за спустување на гревовите. Им даде на своите свети ученици апостолот како рече: пите од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролива за вас и за мнозина за простување на гревовите. Ова пиете ова чаша и вместувате мојата смрт и моето воскресение го исповедате. Затоа и ние, владико, ги спомнуваме неговите спасителни доброволни страданија, животворниот крст, разделено погребение, воскресението од мртвите, вознесението на небесата, седнувањето одесно на Тебе Бога и Отецот и славното и страшно негово второто пришествие. Твои дарови од Твоите, Тебе Ти принесуваме за сите и за се. Господи, особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна Божица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Радуй се, благодатна Марија, Господ с тобою. От Тебе радуется благодатна
Господи,
Тебе, други си от живот, на Христа Бога да го предадеме. Исполни нас, владико, с дързновением неосуждено смети, призивати Тебе, небесна Богородица, и благодати. Да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да биде волята Твоя, како на небото, така и на земята. Хлебот наш насушен ни го денес, и прости ги побоите наши, како што ги прощаваме и ние на нашите должници, и не уведувай во искушение, но избави нас от лукавиот. Славите ваши, прикорете ги пред Господа. Славни Богу, Светите се за светите.
Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Почитувана градоначалничке, возлюбени во Господа, драги браќи и сестри. Еве денеска по Божја промисла Бог посака сите заедно да бидеме на ова божествена литургија, сите заедно да му принесеме на Бога и молитви и прозби, и сите заедно да му се помолиме Неговата щедрост, Неговата милост, Неговата топлина и добрина никој пат да не остава, а посебно во ова тешко време, во ова време на искушенија, кога целиот човечки род и целиот свет пати и страда од ново создадената вештачка болест, која што Бог ја допушти, а ја допушти не заради тоа што Тој сакаше да ја допушти, туку сакаше преку таа казнена мерка да не вразуми и да не натера сите преку покаяние да се вратиме кон Бога, кон Евангелието и кон духовниот живот. Навистина, ако погледаме како живееа скромно нашите предци, и ако погледаме колку долго живееа и како беа здрави, весели, радосни, и споредиме со денешните луѓе, ќе видиме како денешните луѓе со својот живот, со својата слобода, со своите уживања заборавија на сите вредности, а за жал најмногу заборавија дека се луѓе образ и подобие Божјо, дека треба да творат мир, треба да влачат љубов, единство, сплотување и соединување. Веќе еве се наоѓаме во петата недела, а настапува шестата седмица од Великиот пост, едно време богоугодно и благопријатно, кое што Бог го создаде за наше спасение, и како што знаеме од Библијата, Бог го создаде целиот свет и најпосле го создаде човекот во својот образ и подобие, го создаде од земја праотецот Адам, му вдахна дух и му даде душа и го направи да биде безсмртен, Господа на земјата, а му создаде и помошничка, откако го извади едното ребро од него, ја создаде неговата помошничка, неговата жена Ева, прамајката наша, која пак што не го послуша Бога заедно со Адама, им беше заповедано во рајот да не јадат само едно дрво, како послушност еден вид пост. Бидејќи не го послушаа Бога и Бог ги протера од рајот, но не ги заборави, им го вети Месијата, Спасителот наш Господ Исус Христос, и кога се исполни времето, Господ дојде да го обнови човечкиот род, иако преку првата прамајката Ева влезе гревот во светот, преку Пресвета Дева Марија дојде и спасението на човечкиот род. Во минатата седмица што измина, го читавме и канонот на Светиот Андрей. Великиот канон се нарекува голем велик, затоа што има 250 тробари во него, каде што се зборува целосно, се дават примери и позитивни, и негативни, и од Стариот и од Новиот Завет, за грешките и падот на човекот, но и за милоста Божја и за статништвото и на Мајката Божја, и на Светиот Андрей Критски, авторот на канонот, а исто така се зборува и за Светата Марија Египетска во него, како пример кој што денеска ја славиме. Го прочитавме во петокот последниот акат со овие пости, посветен на благовештението, и како што слушнавме од акатистот, таму Бог ја покажа целата своја милост, целата своја економија за спасение на човечкиот род. Таму се велеше, ангелот беше испратен од небесата да ја рече на благословената, радувај се, бидејќи знаеме дека Пресвета Дева Марија, како и сите свети
Но ангелот ќе одговори и проговори рече: радувај се, благодатна Господ е со тебе, токму си ти таа избраната, која што ќе го родиш вечниот Бог, Месијата и Спасителот на светот. Таа набрзо отиде во горниот крај Јудин и го соопштила на Елисавета, која што беше презвитера на пророкот Свети Захарија. Елисавет и Захарија се родители на Светиот Јован Крстител, иако тие долго време нема деца, но секогаш когато очекувајќи милоста Божја, живејќи светло, праведно, со страх Божи и богоугодно, во староста го добија претечата. И тогаш младенецот во утробата на Елисавета мајка, како што вели евангелистот Лука во Евангелието негово напишано во 4-то зачело, а отците на црквата велат дека претечата му се поклони на Месијата и го призна неговото надприродно значење, зачнување кое што Светиот Дух ја осени Света Дева Марија. И како што преку премајка дојде гревот во Свето Тело, така преку Пресвета Дева Марија, како што рековме, се отворија рајските порти и таа постана духовна скала, преку која што слезе вечниот Бог, Спасителот, Искупителот и Избавителот на човечкиот род. Многу свети старозаветни луѓе го очекуваат доаѓањето и беа со надеж, дека ќе дојде Месијата и ќе го спаси човечкиот род. И навистина Бог поживеа на земјата како Богочовек, поучувајќи ги и спасувајќи ги луѓето, укажувајќи на сите добродетели и на се она што е потребно за спасение, за вечноста и за Царството Небесно. Доброволно пострада, беше распнат и воскресна, и неговото светло и славно и светло воскресение ја просветли Вселената и го ослободи човечкиот род, бидејќи самиот тој со смртта ја победи и на луѓето кои што веруваа и очекуваа, го очекува и даде живот вечен, како што знаеме слезе во Адот, да ги ослободи сите старозаветни стари луѓе кои што го очекуваа и да ги воскресне за живот вечен. Сведоштво дека Господ Бог воскресна и дека ја победи смртта е, знаејќи го читливото од Евангелието, кога Бог беше распнат, црковната завеса се раскина, многу карти се распукна и потемни сонцето на сред ден. Многу гробови се отворија кога воскресна и многу светли воскресни се јавија во своите блиски, а тоа посведочи дека Христос Бог е живот и воскресение и не треба никој пат ние да се сомневаме и не треба никој пат да веруваме на малоумните и маловерните кои што велат дека не постои Господ и вечниот живот и самите тие велат дека кој се вратил од овој свет да ни каже дека постои вечноста. Таквите се залажуваат и не сакаат да веруваат во Господа, сакаат да си ги оправдат своите падови, гревови и слабости во овој живот и сакаат да живеат раскошно и без Бога и така и завршуваат просто и пусто, живејќи во незадоволство, во мрак и продолжуваат да живеат со началникот на мракот, во вечноста на мракот. Христос Бог дојде да ни објави радостната вест, дека неговото доаѓање на земјата е поверување на човекот со Бога, на земјата со небото и преосветлување на целиот космос и на се она што Бог создаде. Неговото светло воскресение е утеха и радост на сите нас и како што вели апостолот Павле, ако не воскреснеше Христос Бог, залудна ќе беше нашата вера. Но тој како Богочовек на земјата покажа многу примери. Еден од тие примери е самиот тој посташе 40 дена без да јаде и да пие, покажувајќи ни дека очистување на душата и на телото е постот и молитвата. Светиот Јован Златоуст вели, постот и молитвата се две крилја кои што ја воздигнуваат душата кон Бога и ја носат високо. Токму Бог ни заповеда преку постот да направиме послушание кон Него, преку постот да се очистиме од телесните страсти и од секакви злодела, да го отфрлиме секако лукавство на непријателот на Бога и на човекот и да го се доближиме преку покаяние на Бога, а да се соединиме преку светата Евхаристија
преку причестувањето, најнапред помирувајќи се со Бога, преку покаянието, преку исповета. И навистина милостивиот и човеколюбив Бог, тогаш кога еден човек пости и се моли, се кае и прави добри дела, му испраќа мир и благослов, го прима во своите предмети и го носи кон својот Создател, кон својот Отец, му приготвува место за вечноста. Сите оние христолюбиви, боголюбиви и богодражители луѓе кои што го љубат Бога на земјата, почнуваат да го живеат рајот овде на земјата, да ја чувствуваат милоста и добродетелите и присуството на Бога. Бидејќи се подготвуваме за велико и спасително дело да се соединиме со Господа, да му се поклониме најнапред на неговите доброволни страдања, а потоа и на неговото светло и славно воскресение, минувајќи низ постот, затоа и светите отци установиле во сите недели да има по некој пример, а денеска ни го дават пример на Марија Египетска, која што е родена во 445 година во Египет, поживеа во Александрија и животот го помина во разврат и во блуд, предавајќи му се на овој свет и наследувајќи го телото, а уништувајќи ја душата. Но еден ден кога посака да замине на светата земја, да влезе во храмот Божи да се поклони на светото и животворно дрво, пред неја беше иконата на Мајката Божја и една невидлива сила ја праќаше за да влезе во храмот. Тогаш оваа светителка се покаја и Мајката Божја како милостива и брза помошничка и заштитничка ги прими незините слози, незиното покаяние, испроси од незиниот син прошка и да влезе во храмот да се поклони, а потоа премина во реката Јордан, каде што целиот свој живот, остатокот од животот го посвети на Бога, во пост и молитва, во борба против своите страсти, во плачење и кажење на сите свои гревови од претходниот живот, и така поживеа до 522 година, 17 години во многу суров и строг живот, хранејќи се со растенија и билки, но целосно предавајќи се на Бога. И ете по Божја промисла, светиот преподобен Зосим од великата лава на Светиот Саво свештен во Палестина, кој да се повлечи ја српка Светата Марија и исплаши, погледна едно суво исушено тело, проговори со неја и ја кричи со светите дарови. Идната година на истиот ден кога појде, таа беше веќе упокоена, но на песето ти беше напишано незиното име и денот кога се упокои, а незиното упокојување е 1 април, кога се пресели во Господа. Ова светителка стана пример, ако човек сака да се бори и да живее со Господа, може да го освои Царството Небесно, може да се победи себе си со милоста Божја и може да постане и жител и граѓанин на Небеската црква, а со служител на ангелите и со присуството на непрестаната божествена литургија во рајот. Веќе наближува постот и Господ Бог не повикува, наближува воскресението, одминува постот и Бог не повикува сите да се обратиме кон Бога со пост и молитва, со покаяние, со правење добри дела, за да можеме за светата Пасха, за светиот Великден, сите ние да се поклониме на светото Христово воскресение, да се причестиме сите ние затоа што сме Христови, ако сме крстени со вода и дух, ако сме запечатени со благодата на Светиот Дух, сме должни да живееме со Христа и да се соединуваме и храниме од Христа, односно сме должни барем на Великден сите ние да се причестиме, за да бидеме Христови и со ангелите и со победниците на овој свет и на злото, да се радуваме и да го славиме Христовото воскресение. Сите ние луѓе имаме и гревови и падови и грешки, затоа што носиме човечко тело од крв и месо, затоа што ја носиме праведнителската паднатост на праведнителите Адам и Ева, но затоа Бог со својата милост, повика на покаяние, ни подари милост и не
најмногу што се расшири и допушти ова заразна болест, се допушти, пак ќе речем, Бог ја допушти, затоа што човекот остана егоист, остана најмногу луѓето почнаа да се мразат помеѓу себе, да се завидуваат, да се озборуваат и да се оговарат, а не да го следат научењето и живењето на црквата, како што живеели нашите предходници и предци, кои што едни на други си помагаат, едни за други зборуваат добро и се трудеа со страх Божи да има љубов, сожителство, единство, мир и заедница помеѓу сите. Токму тој наш немир, тоа наша омраза помеѓу нас, тоа наше егоистичко живење, омразата, осудата, поделбата, го разневија Бога и токму тој наш луксузен живот дозволи Бог да не опомене преку ова болест, за да не натера преку покаяние сите да се вратиме, да го спознаеме Бога и милост на Негова, и сите ние да почнеме да живееме со Бога, во Бога, за да Бог ни подари и дол живот, и душевно, и телесно здравие. Денеска стоејќи на ова свето место, у се молиме на милостивиот Бог, да ни подари мир и благослов, да ни подари радост од душите и телата, да ни подари духовно и телесно здравие